Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, пред нас е годишниот извештај на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите од областа на правата на детето и детското престапништво во 2014 година. Пред нас е само уште еден сувопарен извештај со статистички податоци кои одразуваат една страшна слика со состојбите во државата од оваа област. Но да започнам со ред. За мене е неприфатливо после 2 години од носењето на одлука на владина седница за обезбедување на просторни услови за функционирање непречено на Советот, да таа одлука се уште не е остварена. Да така важен орган во државата кој што се грижи за состојбите во најранливата категорија на граѓани, на најмладата возрастна популација, односно децата, да нема обезбедено просторни услови покрај многобројните барокни згради на кои се потрошија тешки милиони евра. Овој факт зборува каков е односот на владата кон Советот, меѓутоа и проблематиката со која овој Совет се занимава. За мене е непојмливо после потрошени 900.000 евра за опрема во триумфалната, порта Македонија, да нема средства за канцелариски материјал за да Советот го користи донацијата на канцелариски отпишан материјал од УНИЦЕФ. Значи, отпишан канцелариски материјал за потребите на Државниот совет. И што е уште поважно, како колешката пред мене што зборуваше, веб страницата на Советот не функционира. За какво информатичко општество зборуваме? 2 години да не функционира веб страницата на еден толку важен орган. Се обидов нешто да истражувам, да најдам, меѓутоа беше навистина невозможно. И на крајот, повторно се согласувам со колешката, за мене е неоправдано да представници на Советот не биле присутни на седницата на градоначалници од источниот плански регион, за да ги анализираат состојбите од оваа област, затоа што немале возило. Почитувани пратеници, тоа е исто како јас како лекар во брза помош да не отидам на своето работно место. Значи, морало да се најде начин да се биде присутен. Доволно било премиерот да се откаже од очилата од 60.000 евра Мајнбах, па да купевте не едно, не две, туку 10 возила. Значи, ова не оправдува отсуството од работната обврска која требаше да ја спроведите. Меѓутоа, сега би преминала на суштината на извештајот. Во извештајот е прикажана состојбата преку 24 индикатори од скупно 32, согласно со Законот за правда на децата, и ова се национални усвоени мерни единици усогласени со меѓународното законодавство, кое е за поздравување. Меѓутоа, колку се веродостојни и релевантни податоците кои што се изразени во овој извештај, се поставува сомнеш. Ке ви кажам зошто понатаму во излагањето. Мене ме загрижува податокот дека во сите 30 центри за социјална работа во Република Македонија постојат деца со ризик. Пријавени се од различни институции до центрите за социјална работа 2062 деца, и тоа најголемиот број 80% се деца од машки пол, а само 15 од женски пол. Поразителна е бројката на 100.000 деца во Република Македонија, 482 да видат во деца со социјален ризик. Тоа треба да не загрижи како општество, особено институциите во системот кои што се директно вклучени во спречување на ваквите девијантни појави. При тоа, во Центарот за социјални работи во Куманово најмногу има деца со ризик 353, второ е Велес 223, додека Скопје, Битола и Штип бројката се движи некаде меѓу 100 и 200, ви ги цитирам податоците од извештајот, а во сите останати градови помалку од 100 деца. Меѓутоа, забележително отстапувањето на податоците кои што ги добиваме затоа што се добиваат од 3 извори. Мојата забелешка е дека едно дете се пријавува во Центар за социјална работа, значи заведено е во нивната евиденција, заведено е во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи и заведено е во судската евиденција, се разбира за оние кои што биле упатени таму.
Тоа значи дека едно дете во социјален ризик е прикажано како 3 случаи. Затоа сметам дека бројките и податоците не се до крај издржани и не се точни. Друга работа, од скупно 2062 деца кои што били упатени во центрите за социјална работа, само на 1593 им е пружена помош и заштита. Тоа зборува дека 23% од скупниот број на пријавени деца со ризик не ја добиле бараната помош и дека овој процент во однос на претходната 2013 година бележи благ пораст. 2013 тој процент бил 21, а сега е 23. Во извештајот стои дека причините за ваквата состојба може да бидат од различен карактер. Неможност да се воспостави контакт со децата, заради бегање од институциите, недостапност, заради болест, заминување од земјата. Дадените мерки од страна за заштита од страна на социјалните работници не се препознаени како такви или евентуално нивно неадекватно евидентирање. Па колеги пратеници, јас ќе ве прашам, како можете да очекувате соодветни заштитни мерки за овие деца, кога во центрите за социјална работа се вработуваат некомпетентни лица, кога се вработуваат партиски војници со несоодветно образование. Со огласот на Македонски шуми, голем број на лица се распределени точно во центрите за социјална работа. За мене, како пратеник, како лекар, како родител, е поразителен фактот да со проблемите на децата од социјален ризик бидат вработувани дотаму да се оди да биде вработен шумарски инженер во Центар за социјална работа. Значи, ова се податоци добиени од терен. Вие ги немате во извештајот. На овој начин не можеме да изградиме систем за справување со негативните социјални појави и ова не враќа назад. Ова го нема ниту во африканските земји. Понатаму, сакам да коментирам и една состојба која исто така треба да даде подобар резултат во разрешување на проблематиката околу проблемите со децата во ризик, превработеноста во центрите за социјална работа. Сведоци сме дека во овие центри повеќе вработени седат на едно биро. Точно тоа што стои во извештајот дека нема просторни услови за индивидуална работа со децата е последица на оваа превработеност. Во ниту еден од центрите за социјална работа нема посебна просторија за водење на индивидуален разговор меѓу социјалниот работник и детето во ризик, односно било кој граѓанин од тие ранливи категории. Ова ми се информации до кои дојдов при посета на општинските центри, односно при контакти со граѓаните во општините. Понатаму, анализата на податоците кои се добиваат од секторите за внатрешни работи исто така укажува на фактот дека право на бранител и на адвокат добиле само 333 деца од вкупно упатените 1512 во полициска станица. И тука повторно е наведено и во заклучокот на Државниот совет и вие го кажавте тука дека и тука просторните услови се ограничени, тоа е состојба која секако треба да биде надмината. Не можете вие овие деца да ги изложите толку јавно и транспарентно пред сите вработени во институција во која се упатени. И сега на крајот би сакала малку повеќе, гледам времето ми одминува, околу констатациите на народниот правобранител, кои за мене се најверодостојни и најмеродавни. До него се упатени голем број на представки како од страна за насилство меѓу децата, насилство во семејствата, во училиштата и тоа пријавувањето го вршеле самите жртви или најблиските. Констатирано е дека во државата постојат само 2 дневни центри во Битола и во Скопје за деца со ризик, односно деца на улица, и поразителен факт дека се смалува возрастната граница на деца корисници на дрога и деца кои што почнуваат да вдишуваат лепак. Најдолната граница е 3 години, а дете кое што внесува интравенски хероин е 8 години. Ова е исто така многу поразителен факт. Понатаму за состојбите во воспитно-поправниот дом, колега Ѓорчев, рековте во Тетово. Тоа е воспитно-поправен дом Тетово кој што се наоѓа во Велес, каде што постои сексуално злоставување. Невозможно и недозволиво
покрај вработени да ни се случуваат вакви девијантни појави во институција која што треба да ги извади децата од овој ризик, да ги воспитува, да ги образува и да ги ресоциализира како здрави личности во средината во која што е. Понатаму се согласувам со констатациите дека само уште неколку реченици дека општините не ја спровеле законската обврска за формирање на совети во склоп на својата работа. И поразителен е за мене фактот што само 24% од децата од предшколска возраст се сместени во детски градинки. Само 8.000 деца повеќе се сместени во градинки од периодот кога ВМРО-ДПМН дошла на власт. Благодарам. Благодарам.